Минатата недела музичкото училиште од Битола организираше концерт по повод 69 години од неговото постоење. На концертот се изведуваат дела исклучиво од македонски автори. Овој концерт ќе се емитува во целост на нашата програма, а Плеаут ви прикажува само дел од тоа што се случуваше на сцената и во бекстејџот и како учениците се приготвува за својот настап. Ќе настапувам прво со квинтет, ќе свириме од Сони Петровски, Рак. И после тоа ќе свирам четирирачно со Симона Шурбевска, од Марко Танчевич, Седом балкански грип. Колку време ги вежбаше композициите, колку е тешко четирирачна композиција да се изведе? Па не е баш лесно да се изведе. Која е техниката на вежбање за 4 раце на едно пијано? Прво пратењето меѓу себе, вртење на страни. Свирам до ранката Трајко Прокопиев. Ја спремам за брзо време, ја спремав. Па тешко е да се изведуваат композиции од македонските композитори, но представува задоволство да се исполнуваат тие композиции. Кои композиции повеќе ти лежат, македонски или од странски автори? Па ова ми е прв пат да свирам од македонски композитор, па ќе видиме. Колку години свириш на флейта? 6. Каде сум планирал да положиш на флейта? Па сега сум прва во средното музичко училиште, па ќе видиме натака. За годинешнава програма на овој концерт кој што прв пат еден ваков датум ќе прославиме заедно, јас со учениците кои што учествуваат во овој хор, програмата ја спремавме, ќе кажам подолго време, можеби заради тоа што македонските композитори, ако се зафатени во нашата програма која школски ја изучуваме, меѓутоа се малку потешки за учениците. Можеби тоа што ритамот кој што го содржат тие композиции не секогаш, без разлика што е наш македонски фолклорен, не секогаш му е лесен, па мора да обрнеме малку повеќе внимание да ритмички тоа изгледа добро, а и да звучи во секој случај перфектно. Одбравме 3 композиции од Стефан Гајдов Ејди Недо, Трајко Прокопиев Ленка и Драган Шуплевски Рундумдум. Сите се, ќе кажам, познати, веќе пеани, многу мешани хорови ги испеале, меѓутоа нашиот школскиот хор, барем додека сум јас во училиште, ги немавме воопшто обработено и сум среќна што сега во овој период ги сработивме и ќе ги изведиме вечерва за публиката. Кој предизвик е поголем вас како професор да работите странски или македонски композиции? Уживам да ги работам сите композитори, со тоа што доколку имам секогаш сум врзана со гласовите, со бројката на учениците, значи според тоа ги определувам композиторите и делата кои што ќе ги работам во текот на годината, меѓутоа уживам да работам во секоја епоха можам да се снајдам, ако и тоа и на децата им е предизвик да го сработат.
Пред се ми е често еве вечерва на овој јубилеен настан на музичкото училиште во Битола. Пред се има целокупен концерт на македонско творештво. И особено ми е често дел од програмата се наоѓа и една моја композиција, која што е наречена Анданте за будачки оркестар. Тоа е впрочем една така композиција од полесен карактер, која што може да изведуваат и музички уметници од помали години, така што верувам дека соодветно ќе се справат со предизвикот во композицијата. Тоа е една од моите најпопуларни композиции, која што е аранжирана за голем број различни состави по барање на самите уметници, која што речиси има изведби од повеќе од 20 држави низ цел свет. Се уште не сум чул како ќе изведат, не сум бил на проба, така што за мене ќе биде интересен овој концерт и да ги чујам како ја изведуваат композицијата. Колку сметате дека е успех ова што се постигнува да се соберат на едно место сите македонски композитори? Добро, ова не е таква ретка пракса на државно ниво. Македонија во Скопје често пати има вакви концерти посвети на македонско творештво, од проста причина што македонските композитори во изминативе години создаваат голем обем на творештво, но е ретко за помалите градови, особено во Битола, така што мислам дека ова е еден прв таков концерт од ваков вид, барем во поновата историја на градот. И добро е што има вакви настани во чест на македонските композитори. Сепак, македонското творештво е она кое што треба ние самите да го негуваме, да се грижиме за него и да го овозможиме да биде достапно на широката публика. Зурли трешта насред селото, панчука рум-дум-дум. Зурли трешта насред селото, панчука рум-дум-дум. Млади моми, ергени до 2 ора вија. Млади моми, ергени до 2 ора вија. Рум-дум-дум, 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 рум-дум-дум. Рум-дум-дум, 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 рум-дум-дум. Млади моми, ергени до 2 ора вија. Рум-дум-дум. Млади моми, ергени до 2 ора вија. Рум-дум-дум. Оздолиде сарбел дедо засукал мусаки. Оздолиде сарбел дедо засукал мусаки. Право трга на орото и онда се фати. Право трга на орото и онда се фати. Рум-дум-дум, 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 рум-дум-дум. Рум-дум-дум, рум-дум-дум, рум-дум-дум.